Најавени нови 110 километри автопат бетонирани со многу сомнежи и покрај алармите во јавноста за матна позадина за избор на компаниите за градба и надзор, владата стави печат на договорот за изградба на коридорите 8 и 10, вреден 1 милиарда и 300 илјади евра. Наредниот месец треба да започнат да се градат делниците Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани и Прилеп Битола, а на средина на декември делницата Требеништа Струга Ќафасан. Владата се пофали дека договорот е историски чин. Сега со изградбата на овие 4 нови модерни автопати овозможуваме поврзување со нашите соседи, а преку тоа и поврзување со важните поморски трговски пристаништа. Северна Македонија е природна крстосница низ која поминуваат двата европски коридори, коридорот 8 и коридорот 10. Токму ваквата стратешка позиција на Балканот не прави да сме клучна точка за транзиција од една страна како порта за Европа, од друга преку поврзување со Црното и со Јадранското море. Часа да добијат разумен одговор зошто во делот на надзорот е избрана и фирма која се поврзува со лицето Бранислав Димитриевиќ, кој е под истрага на обвинителството во Ерменија за коруптивни сделки за автопатишта. Но, наместо конкретни одговори, вице-премиерот Артан Груби демонстрираше дрскост, па дури бараше извинување новинарите оти наводно го навределя. Се правдаше дека тој не знал кој бил сопственик на фирмата. Нема да ви одговорам на прашањето дека не се извините за тоа. И вие така не мислам дека ова е некоректно и мислам дека треба да реагира Сдруженијето на новинарите. Денеска прочка ли е? Мај ќе те опростам без разлика што. Не знам што не е јасно. Јас сум вице-премиер во владата. Постапката е водена од ЈПДП. Како може ја да знам било кој да е сопственик кога немам ниту една допирна точка со таа постапка? Целиот случај отвори сомнеш откако тендерските услови се сменија без малку во 5 до 12, со што се отвори можност на нив да учествува шпанската Ептиса, но и Energy Solution како дел од конзорциумот. Претходно за Ептиса од владата имаше одлука да не може да учествува на тендери вредни над 1 милион евра, но сега тоа се промени. Надлежните се правда дека постапката сега била целосно според закон. Овој проект за коридор 8 и коридор 10D можам одговорно да ви тврдам дека е 100% според Законот за јавни набавки. Целокупната документација од почеток на процедурата за избор на надзор и консултант за коридор 8 и 10D ви се јавни. Таа документација ви е во системот за јавни набавки кај Бирото за јавни набавки. Од самата компанија пак на иста линија со владата кажаа дека лицето не било дел од конзорциумот кога се склучувал договорот. Предвидено е делниците истовремено да се проектираат и градат. Финансирањето на проектот е од буџетот на државата. Покрај парите за изградба, предвидени се и 300 милиони евра за експроприација на земјишта.